Ви благодарам, потпредседателке Бојковска, почитуван заменик министер, колеги пратеници, представници на невладини организации и младински организации. Пред се, како пратеник кој прв пат учествува во овој клуб, тоест ние сме првите два пратеници од нашата политичка партија кои учествуваат во овој клуб, честа е неизмерна да се учествува во овој клуб, затоа што прво сметам дека едноставно мислам дека ова се ретките тела каде што во собранието може да се дојде до надпартиски консензус. Реално, затоа што низ комисиите ќе видите и тоа што следите една понекогаш неконструктивна политичка борба за поени, но мислам дека овде треба да се дојде до една поинаква работна атмосфера и мислам дека клубот во овие претходни два мандати, иако не сум учествувал во него, покажал ваква тенденција и тоа многу ме радува. Пред се, благодарен сум на ажурноста во формирање на овој клуб и многу ми е мило што има иницијатива за ваква прва јавна расправа, затоа што всушност и овој закон е можеби некоја рамка према која треба да се водиме за изнајдување на следни решенија, а за самиот закон јас прво затоа што ова треба да биде дебата која ќе ви вклучи и вас, не би се задржал многу, а од друга страна во испитувањето на проблематиката приметив дека организациите кои се представени во оваа сала и многу други едноставно учествуваат активно во процесот на мониторинг и забелешките се веќе јасни. Значи нема многу што друго да се измислува и да филозофираме, значи забелешките се јасни, има забелешки во однос на тоа дека нема конкретни рокови, дека нема конкретни финансиски импликации, дури тоа ме стави во мисла дека едноставно кога не се опипува пулсот на младите, а тој пулс може да се опипа всушност преку вашите организации, тогаш може да се донесат и бирократски сувопарни решенија кои всушност нема ни да го следат пулсот на младите и тоа што им треба на младите. Убаво е да се видат бирократски рамки, но например во ова законско решение сега има одредени импликации дека секоја општина треба да вади еден мал дел од буџетот за оваа намена, но од друга страна имаме некои општини како Босилово, како Виница кои се многу мали, дури и парите кои би требале да ги извадат се неверојатно мали, не може ништо да се прави со тие реално средства, така да самите забелешки за законот веќе се јасно изартикулирани во вашата ангажираност општествена. Сакам да посочам на тоа дека по овие забелешки треба брзо да се изреагира, затоа што всушност заклучокот кој ние како пратеници можеме да го извлечеме, а тоа веќе се спомнува во оваа дебата, дека едноставно имплементација на законот на теренот е минимална, речиси и никаква. Во однос на тоа како млади пратеници, јас сметам дека убаво е на вас да ви дадеме сигнал дека има политичка волја која не е во насока на позиција или опозиција, дека има политичка волја да се донесат консензуално овие измени брзо, затоа мислам дека клубот треба да продолжи таму каде што застанал предходниот клуб, така да има еден континуитет во работата, значи да не почнуваме сега одново, иако убаво ние да се скоординираме со вас во однос на приоритетите кои ги имаме за следните 4 години, за да се дојдат и до решенија во овие 4 години, а да не чекаме некои таму наредни мандати. И сакам да кажам, многу убаво ми беше што слушнав како колешката Бојковска рече, јас тоа често го велам, младите треба да се интересираат за се. И тука е всушност суштината. Јас мислам дека како млади пратеници ние стварно можеме да се поистоветиме со вас, значи генерално сме на иста линија, иако ние сме представници на сите, ама верујте, јас како 28 годишен човек мене ми е многу полесно да се поистоветам со вас него ли со пензионери, мислам, тоа е вистината, така се одвиваат нештата. Значи, работата е дека на вистина се согласувам, ние треба да се интересираме за се, значи вие сте млади, окей, но ќе бидете млади родители за брзо, па ќе бидете еден ден и пензионери, па ќе се поистоветуваме со пензионерите. Значи, целата работа е дека, иако зборуваме за ова законско решение, забелешките се јасни, но треба многу пошироко да се однесе оваа дебата, значи тоа е отуѓеноста на младите во склоп на овој политички систем, менталното здравје кај младите, едноставно позицијата на младите на пазарот на труд, која е страшна, мислам, нашите млади се експлоатирани просто, така да има многу прашања кои треба да се отворат. И јас за крај, затоа што реќе многу време да трошам, ова го зборувавме вчера во дискусија со представниците на фондацијата. Јас, например, пред 12 години учествував во младинска организација, кога бев средно школо, и генерално проблемите кои тогаш ги разговаравме и денес се разговараат. Тоа е индикатор дека ништо не се поместува. За жал, мислам, жално е, јас како тинејџер пред 12 години, тинејџер денеска истите проблеми да ги живее, тоа значи дека нема некое големо поместување, сепак мислам дека прстот не треба да се посочи ниту на организациите, ниту на ништо друго.
ако не на самите претеници и владата. Мислам, тоа е јасно, државата има одговорност да ги решава проблемите на граѓаните, а не бесконечно да прави јавни расправи со вас. Значи, тоа е работата, иако убава, нели, инволвираноста, но треба да се видат и резултати, така да уште еднаш благодарам до координаторката на клубот, благодарам до вас за вашето внимание и за вашата инволвираност во вас. Се надевам дека многу брзо и многу повеќе ќе допринесеме од претходните состави на клубот. Ви благодарам многу.